Од музеј и од наука ќе зборуваме малку за мода. Па и модата е наука, ако веќе навлеземе во истата, но за многу по-различни сегменти би рекли или хоризонти во модното поле на функционирање ќе зборуваме утрово. Имаме одличен повод, тоа е всушност 20-тата студентска ревија која што ќе се случува утре на студентите од Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, наречена Vortex Импресии. Тоа е нашиот повод, но имаме уште многу други работи. Велиме се ние во тон денеска и Огнен ние во тон со Марко и со мене. До мене професорката Лидија Георгиева и Огнен Митревски, кој што е студент, еден од студентите кои што утре ќе имаат можност да се представат на ревијата. Ова што Марко го држи, Лидија вели еден моден учебник за кој што исто така ќе зборуваме и е значено да го прикажаме, бидејќи неодамна ја имаше својата промоција, па ајде кога веќе ќе ја видите во кадар, облеката и модата од праисторијата до денес на почитуваната Зорка Тодорова Младеновиќ, драгоцен водич низ стиловите. Малку повеќе за ова Лидија, некаде можеби кон крајот. Прво, добро утро. Добре ни дојдовте. Се надевам ви е пријатно, удобно и дека сте подготвени за она што ќе се случува утре. Вие како професорка, верувам, не е нешто непознато за Лидија кога се студентите во прашање, кога е нивната креативност, ентузијазам, желба да се направи и создаде нешто, а утре ќе имаат можност баш да го презентираат тоа што го сработиле. Што ќе се случува, зошто Vortex Импресии нас ни подобјасни што тоа значи, но ајде малку да доближиме за гледачите. Прилично необичен наслов, иако некако низ метафора ни го сподели зад камери. Што представува во случајот, Лидија, Вортексот баш во контекст на модата? Живееме во турбулентни времења и ние како дизајнери се обидуваме да го прикажеме времето во кое што живееме, тоа е нашата основна задача. И овој пат секогаш поминуваме низ разни креативни методи за да го дефинираме тоа време. И овој пат свативме дека се наоѓаме во една турбуленција од импресии, од впечатоци кои што неселективно и постојано влегуваат во нашите глави, во нашите мозоци. Дали од лаптоп, дали од таблет, дали од телефон, дали од TikTok, од Facebook, од Instagram, од телевизија, од... Преплавени сме од секаде. А како да ги селектираме? И како од тоа да го извлечеме важното од неважното? Можеби возрастните имаат подобри механизми создадено кога немало дигитални технологии, но што со помладите? А што, како се тоа во контекст на модата? Модата е само визуелна последица на времињата во кои што живееме. Така што ние не се облекуваме паднати од Марс. Тоа никогаш не е за џабе. Постојат форкастинг агенции, како се вика тоа, метеоролози, да речеме, агенции кои што ги предвидуваат тенденциите, кои што ги прогнозира 2 години однапред, 3 години однапред. Колку се точни истите, речеме како предвидување, предвидување, се точни. Јас сум имала чест да работам со Лие Делкорт, која што за нас во Рошас кога работев правеше предвидувања 5 години однапред, 10 години однапред. И имав прилика да видам дека тоа се остваруваше. Така што има начини на кои што тоа се почнува од интуиција, но потоа се оди кон рационализација. И тие агенции потоа работат, не знам, за дизајн на автомобили, каучи, згради, концепти. Она што не обкружува. Интересно дека секој пат сме биле ние со Цеце сведоци на твојата работа и со студентите. Благодарам. Низ годините темите на ревиите беа декади, метаморфози, автентичност, време. Овој пат нели Вортексот ни е како централна тема. Се чини дека секоја генерација преку модата одговара на прашањата некако на своето време. Што открива оваа генерација и светот во кој што живееме сега, Лидија? И Огнен? Мислам, јас верувам во мојата генерација дека секако открива нови можности, нови, не знам, идеи, но се послуживме, например, и за нашата ревија, секако дека го користиме знаењето и го користиме, ги референцираме тие што биле предност. Конкретно со што ќе се представиш утре, Огнен? Ќе се представам со 2 креации, кои што инспириран од темата, иако референцирам друга декада, го преведувам францускиот импресионизам како субјективно гледиште и на уметникот и на гледачите, односно примателот на уметноста.
и тие ќе бидат представени утре и ќе бидат некое мое доживување на Одлично. Кој ти беше Лидија? првиот синоним на Вортекс? брзо движење, нешто такво. Или Добар силуета некоја добра. Лидија, колку студенти утре, колку креации, колку модели ќе продефилираат, каде ќе се случува ревијата, дали може да дојдат сите, дали е од отворен карактер или е исклучиво наменета за... Секогаш ревијата е на Технолошко-металуршкиот факултет. Сите се добре дојдени. Сега колку што може Просторот да се обезбеди, обере, да. но секогаш е напакувано, меѓутоа некој седи, некој стои. Важно е да се проследи. Да. Колку студенти ќе се представат? Не знам колку Колку студенти си ги ти броев, вака задоволна од целиот концепт кој што утре ќе биде испрезентиран? Секогаш креативниот одговор е интересен и секогаш во 5 до 12 стигнуваат и последните дизајни. Ние имавме кастинг-фитинг во неделата. Тоа е правило на кое што не може да се избегне. Да. Македонскиот синдром. Не, мислам дека тоа е секаде таму. генерално е тоа, Тоа го гледам и на генерално. ревиите секаде во светот дека тоа се случува. Тоа нема крај. Правило е. Ќе има, ако се е во ред, меѓу 37-89 силуети, утре ќе дознаеме. Тоа е солидна бројка за една убава ревија, која што се надевам ќе ја испрати вибрацијата и импресиите кои што новите генерации ќе не ги покажат. Таленти има. Секако јас сум пресрекна што ја имам таа привилегија и чест ми е да се дружам со нив на секојдневна основа. Огнен, кога свати дека модата само не е интерес кој што ќе ти биде дел од некогаш и хоби, ама сега ќе кажеме дека сакаш да го поминеш животот во тој сектор. Така, па од секогаш ми било присутно тука некаде дека сакам да се занимавам со мода, дали на овој или на оној начин. Сум учел и сега студирам мода. И Кој беше првиот аха момент? Ова е тоа. па не можам да издвојам. Кога нешто истражувате многу долго време, на пример, и за повеќе работи така, кога нешто истражувам, не можам да најдам дефинитивен момент кога, бидејќи секогаш ми било тука, ми било присутно. И сум го барал да ми биде Да. тука. Ние погледнавме фотографии, но да не ги забуниме гледачите, тоа се фотографии од исто така студенти кои што имаа можност, Лидија, да учествуваат на студентска модна ревија во Кина. Во Пекинг, тоа Пред толку отприлика импонира еден вака што месец. можеме да го Да. Ќе ни кажеш, тоа е една соработка која што се случува, претпоставувам, веќе некој период, но со што се таму се представија студентите, каква студентска ревија оттаму тие можат да пренесат или донесат, какво искуство восприма студентите кои што можеби имаа можност да бидат таму? Па тоа беше една лунарна соработка. Нас не посети кинеската амбасадорка. Се договоривме дека ќе соработуваме, си разменивме контакти со колешките од Institute of Fashion and Art во Хубеј. Веднаш стигна мејлот, ајде, има ревија студентска Значи, во кога се Пекинг на сака, се може, за 17-ти. се ќе се договориме. Општа паника, плюс часовна разлика, плюс јазична бариера. Така е. Па ајде, нормално дека на видео се гледавме и потоа, значи, јазикот беше проблем, но кога зборувавме со модните јазици и методи, решенијата веднаш Брзо си доаѓа. произлегува, значи заеднички направивме мудборд, заеднички ја определивме темата, се договоривме што ќе правиме, ја определивме гамата на бои, потоа фактички ние нашите кроеви дигитално им ги испративме, они таму ги изработија, па додадоа нивни и фактички направивме стајлинг од наши нивни дизајни на една силуета, така да тие десетина модели на тој начин произлегоа. Веројатно, овие искуства се најдобар дел конкретно дека инвестицијата во младите има некаква смисла. Инаку, Недвојбено. Нели? Значи, тука јас немам дилема. Никаква. Не се раѓаат повеќе таленти во Париз. Општеството ги произведува. Париз башка не е центар на француската мода, туку е француски Јасно. центар на светската, мода. така е. Секој што негде е роден, пак на крај кровот на светот го влече таму. Да. Често пати и во минатите некои наши интервјуа кои што сме ги имале, несебично колку се даваш во полето на модниот дизајн и воопшто за младите, и често велиш дека
студентите, вашите студенти конкретно Лидија, се инженери и истовремено и дизајнери. Колку ова, да речеме, важна двојна перспектива денес се уште тежи има смисла? Се повеќе ќе има смисла Да? и ќе тежи, да. Особено сега дизајнерот ќе мора да ги познава новите научни достигнувања, ако ништо друго, за да соработува со научниците во истрага на нови материјали кои што ќе придонесат за заштита на животната средина. Нормално тоа се biodegradable, како се? Разградливи, да. Биоразградливи материјали, потоа затоа што нели знаеме за најголемите модни загадувачи во светот, нели се уште модната индустрија меѓу така. најголемите, да. И не само поради тоа, поради многу фактори. Еве, например, добро, во вештачката интелигенција сега се заштедува на материјал додека се дојде до прототипот. Не мора да се има 10 проби, 7 проби, со една проба веќе се доаѓа до прототип, доколку ги познавате тие алатки. Има разни аспекти во кои што не е дизајнерот веќе само креативецот во златната кула, што беше случај во минатиот век, туку дизајнерот е активен теренец. И тоа е интересно. И тоа го носи новото време, мора да се биде во тек. Ајде Марко, уште еднаш ќе ја покаже книгата. Ќе напоменам дека во Пекинг за студентската модна недела, мислам дека беше во Пекинг или во Хубеј, во Пекинг 3 згради се купени за таа намена. Вистина. Тоа се, јас сум каква инвестиција? Забезекната од средствата кои што се вложуваат. Го видов видеото и претходно од Институтот Хубеј, нивни реви. Тоа се средства друг еден свет. Да, ме интересира, претпоставам дека можеби не сме изземени од нели целата глобализација во модната индустрија. Меѓутоа, колку денеска студентите ви прашање и до Огнен, младите имаат дизајнери размислуваат за одржливост и таа циркуларна економија за која што се повеќе и се говори генерално. Колку има? Па мислам дека размислуваат младите дизајнери кај нас, баш кај нас, бидејќи знам доста такви примери. И мислам дека некогаш тоа се гледаше како тренд, но мислам дека и постои многу добар дел од дизајнерите кои што го разбираат што значи всушност одржливо нешто да биде, облеката да биде одржлива и какви материјали користат, какво е тоа загадување после во тие процеси на производството на облека и што значи за секој човек. А при тоа се бавите со надциклирање. Апсолутно. И неколку колекции веќе, па и од наша студентка Ангела Бикова беа представени на модниот викенд. Во соработка со амбасади, сега тука и амбасадите се активно вклучени. Па мора да се дава поддршката, апсолутно. Еве Марко, ќе покажеш еднаш книгата Облеката и модата од праисторијата до денес. Велиш, Лидија, ова е твојата професорка, почитуваната Зорка Тодорова Младеновиќ. Ова е нешто што ти веќе го сметаш за учебник, нешто што треба да го има секој студент и некој кој што се занимава со мода. Од праисторијата до денес, тоа е голем временски период. И може ли вака еве накусо, бидејќи е обемно дело, да ни кажеш зошто е толку значено и зошто ова дело на оваа почитувана професорка беше и повеќе од потребно да се има во една ваква тврда форма, како да кажам опипливо нешто, за да остане и за идните генерации? Значи, две многу битни причини. Прво, Зорка, мојата професорка, е идеална комбинација за вакво нешто, бидејќи она има студирано историја на костим во Париз, кај Ивон Деландер, светски позната историчарка на костим, и ги има сите тие костими во живо, видено, пипнато и изучувано. А при тоа, во исто време, е и еден од трите основачи на македонската современа мода во 70-тите, 80-тите и 90-тите. И, како костимограф, има работено во многу филмови, серии, театарски представи, кои што сум сигурна дека сте ги видели. Да, ти видиш, значи, нема на нешто три што... начини експерт, точниот експерт за ова учебно помагало. И мора незиното знаење да се искористи. Кој беше потекот? Незината жилба веројатно беше присутна, но немаше кој да го направи ова или... Па видете, во моментов во земјава има, јас колку што избрав, преку 200 студенти по моден дизајн во разни институции. Добра. Неколку приватни, 1, 2, 3, 4 државни, 7-8 приватни, плюс средните училишта. Значи, 200-250 деца им е потреб, плюс да кажеме на драмски се изучува костимографија, на ликовна академија. Значи, не постои
текст официјален на македонски јазик. Да. И тие професори таму што предаваат, не знам како се снаоѓаат, но еве, значи, во рамките на годишните проекти на Ротари клубот Скопје центар беше презентиран овој проект, беа собрани средства за да се испечати и првите ова е свежо од Како мириса прека одма да. Уште мириса на лепче. Онака, баш на боја мириса. ново. И оваа првата едиција, значи околу 200 примероци ќе бидат подарени и на дел од државните и на дел од приватните, за да почне овој учебник да живее, Да експанзира малку, да. И да биде присутен Да. онаму каде што е најпотребен. ќе им бидат подарени. Ова е скап примерок, Вау. а дел од нашето ќе влезе во нашето културно наследство, тука има и локални содржини. Да, забележувам. Отоманското царство, Византија, комитска облека, градски костим, минатиот век, социјалистичка Југославија. Има многу важни податоци за тие што сакаат да го изучуваат тоа. Модата е сепак дел од нашето културно наследство. И мислам дека ова е убава книга и да си ја имате Од дома, во вашиот библиотека. салон. Лидија, Многу кој е едукативно. најзначајниот совет кој што до ден денес може би го паметиш од професорката Зорка, кој што може би и те изградил во она што си денес? Јас повеќе памтам незината енергија и страст со кое што она влегува во работите несебично. Апсолутно несебично. И она цел време ми вика, ама ние сме друга генерација. Маја Анџелоу имаше кажано, нема да ќе заборавите што кажале, ќе заборавите што направиле за вас, ама нема да заборавите како се чувствувале покрај некоја личност. Да. И ова е, мислам Да. дека конкретен пример за тоа. Како и да е, Огнен, што учиш некогаш во лабораторијата што можеби не го учиш во самата училница? Што те научи модата за животот генерално? Па многу подлабоко процесот како настанува на пример прво од влакно, па конец, па материјалот, па нашата облека. Техничкиот процес го опфаќаме на многу повисоко ниво, односно од почеток до крај би кажал. И секако после тие вештини ги употребуваме во тоа што ми е мене омилениот дел, дизајнот на облеката. Кога ќе бидеме сведоци на Самостојна? Самостојна, можеби. Па, прво треба да се дипломира само. Ќе биде. Одлично, ви благодариме од се срце за ова искуство. Честитки уште еднаш и за целото искуство со Пари, со Пекинг и генерално за Вортекс импресиите. Убаво е да можеме да бидеме секој пат сведеци и ние како Телма телевизија да ги екранизираме овие приказни кои што заслужуваат медиумско внимание. Ви благодариме за поканата и секогаш сме тука за дружба.